Силогизмот е посредно логичко следство во кој вистинитоста на конклузијата логички следува од вистинитоста на две премиси. Аристотел ги формулирал силогизмите како сложени искази, импликации чиј антецеденс е конјукција од премисите, а консеквенсот е конклузија. Силогизмот во традиционалната логика е формулиран како посреден дедуктивен заклучок во кој од две вистинити искази, премиси, се изведува трет вистинит исказ, конклузија. Во секој силогизам се среќаваат три различни термини. Голем термин секогаш е предикат во конклузијата и се означува со П. Мал термин субјект во конклузијата се означува со С. Среден термин се јавува во двете премиси и не е содржан во конклузијата, се означува со М. Критериумот за поделба на силогизмите на фигури е според местото на средниот термин во премисите. Силогизмите се делат на 4 силогистички фигури. Шемата на 4 силогистички фигури се представува на следниот начин. Прва фигура М цртичка П, С цртичка М, С цртичка П. Втора фигура П цртичка М, С цртичка М, С цртичка П. Трета фигура М цртичка П, М цртичка С, С цртичка П. Четврта фигура П цртичка М, М цртичка С, С цртичка П. Силогистички модус представува определување на видот на исказите во силогистичките фигури со што се добива конкретизација на фигурите. Например, М, А, П, С, Е, М, заклучок, С, Е, П. Или сите М се П. Ниедно С не е М, заклучок, ниедно С не е П. Правилен модус го викаме оној каде од вистините премиси секогаш следува вистинита конклузија. И според схоластичарите има 19 правилни модуси во сите 4 фигури. Имињата на модусите во сите 4 фигури се следните. Прва фигура Барбара, Целарент, Дарии, Ферио. Втора фигура Цесаре, Цаместрес, Фестино, Бароцо. Трета фигура Дарапти, Датиси, Дисамис, Ферисон, Фелаптон, Боцардо. Четврта фигура Цаменес, Бамалип, Диматис, Фесапо, Фресисон. Силогизмите за Аристотел представуваат секогаш вистините искази, логички закони. Во традиционалната логика тие се шеми на заклучоци. Во современата логика тие се логички закони кои се истражуваат аксиоматски.